Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за современата контрацепција како начин за планирање на семејството. Во последните години се популарни се лековите за итна контрацепција, познати како ден потоа, кои доколку правилно се користат, може да спречат бременост при незаштитен сексуален однос. Која е разликата меѓу апчето ден потоа и апчето за медикаментозен абортус? Може ли младите жени да пијат орална хормонска контрацепција? Дали тие можеби ќе доведе до покачување на нивната телесна тежина, до влакнатост или пак до стерилитет, односно проблеми со плодност? Имаме навистина бројни дилеми кои што денеска ќе ги разрешиме во Телма амбуланта со професор доктор Глигор Тофовски, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Разговорот стартува веднаш по рекламниот блок. Со професор доктор Глигор Тофовски, гинеколог акушер, денеска зборуваме за контрацепцијата. Професоре, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добро ве најдов, секогаш ми е задоволство. На светскиот ден на контрацепцијата. Да, денеска е навистина еден интересен ден. Денеска е светски ден на контрацепција, некаде за прв пат прогласен 2007 година, меѓутоа на иницијатива на сите релевантни меѓународни институции кои што се, да кажам, занимаваат со сексуалното и репродуктивното здравје, затоа што контрацепцијата всушност опфаќа многу повеќе сегменти отколку она што ние само мислиме една несакана бременост и спречување на бременост, она опфаќа многу права фактички и на мажите и на жените, на паровите во тек на животот. Ние ќе започнеме со она што е најпопуларно во последните години новие простори кога станува збор за контрацепцијата, тоа е апчето ден потоа. Многу жени не ги знаат основните факти поврзани со ова контрацептивно средство. Кога и како се зема? Што содржи во себе? Да, како ефикасни методи се збориме, итна контрацепција мора да го одвоиме од терминот фактички контрацепција. Значи методите за планирање на семејство може да ги има многу, имаме традиционални или модерни методи за планирање. Имаме од прекин на сексуалниот однос или така наречено повлекување, до метода за броење и знаење, свесноста за плодни денови, неплодни денови, до употреба на кондоми, тие сите три се како малце помалце ефикасни, па породените жени го имаат тој метод на лактацијска аменореја, значи ако често дојдат дека не добијат менструација по породувањето, се релативно добро заштитени, до оние методи кои што се најчесто употребувани. Во Европа најчесто употребувана е орална контрацепција, значи комбинирани хормонски таблетки, ќе прозборим и за нив секако подоцна, до оние кои што се, да кажеме, со подолги временски рок на трајање и не се поврзани со секојдневна употреба, како што е интраутерина влошкана или спирала, имплантите кои што за жал во Македонија ги нема, инекциите кои се добиваат на 2 или 3 месеци редовно и штитат исто така со голем процент, до оние трајните методи, да кажеме, како што е стерилизацијата. Итната контрацепција, убаво рековте, е во последно време кај нас хит, да кажеме, највеќе употребувана, меѓутоа тоа е само за оние случаи кај што имало некаков си незаштитен сексуален однос и или несакан, не дај Боже да се работи за сексуално насилство, каде што заради некористење на заштита треба да се спречи настанување на бременост. Тоа е метода, има неколку методи што може да се користат, значи тоа може да бидат апчиња со левоноргестрел, како што ги имаме во Македонија, апчиња со улипристал ацетат, имаме пакарната влошка, која што би се ставила веднаш тие денови после односите тие незаштитени и евентуално комбинација од апчињата што се за орална контрацепција во повисоки дози во точно определен режим може да се зимат со малце поизразени нус ефекти него другиве методи, меѓутоа тие се 4 начини. Кај нас со регистрацијата на ова апче со левоноргестрел, значи фактички почна масовно да се користи и дури на некој начин да кажеме да се претерува со таа употреба, затоа што и тоа не е баш идеално безбедно. Иначе успешноста на методата, значи е негде од 99%, ако се земе во првите 24 часа, некаде до 92-3%, доколку се земе до 5-тиот ден. Значи таа се употребува само до 5-тиот ден после незаштитениот сексуален однос. И суштината на тоа е да на некој начин се превенира или да се, да кажеме,
пролонгира овулацијата, ослободувањето на јајната клетка, а и малце да се смени ендометриумот и слуста и сето тоа, за да на некој начин се спречи настанувањето на Но што ако веќе дошло до овулација? Ако дошло и ако пациентката, значи таа жената, ако остане бремена, тогаш апчињата не сметаат на текот на бременоста и жената има право понатака да размисли што сака да прави. Но спречи бременост во таков случај? Во таков случај нема да спречи бременост. Ако настанала бременост, ако се оплодила, имаме ембрион, значи нема штетни ефекти. Меѓутоа многу често, затоа што тоа е несакана бременост, секако на крајот на криштата завршува со прекин на бременост. Гинеколозите предупредуваат дека овие апчиња може да предизвикаат низа несакани ефекти, бидејќи се всушност како хормонска бомба во организмот. Па нема толку многу несакани ефекти ако ги употребите, да кажеме, еднаш у годината. Затоа што тие на некој начин пак прават промени во онаа нормална циклично функционирање. Значи, принципот на функционирање во менструалниот циклус почнува од хипоталамус, хипофиза, лачење на хормоните, па потоа со јајниците и лачење на естрогени и прогестерон. Вие тука се вмешувате на некој начин со лекарствата, го пролонгирате циклусот, ја реметите таја оска и може при честа многу употреба да се случат и тука промени во самиот тој процес, што не е баш идеално нешто што би сакале да го доживеете. Имаат и некои лесни нус ефекти самите апчиња по себе, меѓутоа не е тоа така страшно и затоа многу се употребуваат. Меѓутоа нашата препорака како гинеколози е да доколку сте имале потреба, значи некогаш, значи секому може тоа да се случи, да употребите итна контрацепција. Веќе тоа е знак дека вие треба да размислувате да употребувате, да кажеме наводници, нормална контрацепција која што нема да ве доведе друг пат во таков стрес и во барање итна контрацепција. Професоре, колку често може да се зема итната контрацепција? Нема правило колку често може да се зема. Баш тоа сега што го кажав. Значи по правило би требало еднаш да земете итна контрацепција и повеќе да се преориентирате на друг метод да се заштитите. Ако не да Боже ви треба втор пат, тоа уште повеќе покажува дека вие имате потреба од контрацепција, односно од метод за бидејќи ги сепак ги земаат, особено младите, ги земаат релативно често. Па никој не може точно да каже за правата бројка колку ги земаат. Добро е, пак ќе речам, еве како и преска што разговаравме, и кога ќе дојде до прекин на бременоста, да абортус, кога ќе дојде до употребата на ургентната контрацепција, на тие жени, на тие, значи пациенти да им се даде совет или да им се обезбеди во идеални услови, што кај нас се уште не постојат, едно контрацептивно средство, барем во наредниот период, бесплатно на позитивна листа, кое што ќе може да го употребуваат да не се случи истата работа. Значи тука на пример за итната контрацепција, бидејќи таа може да се земе во аптека, би требало би требало да и самиот аптекар да кажеме при препишувањето, при издавањето на лекот да им каже вака и вака сепак еве ви го давам лекот, меѓутоа бидете консултирајте се, има таму центар, размислете за друг пат и така натака. При изведба на абортусот, на пример, тогаш е тоа обврска на лекарот, на сестрата, на тимот што работи во овие болници кај што се изведува абортусот, да им укаже исто така дека треба да се употребува контрацепција и по изведбата. Дали е хируршки, медикаментозен абортус, не е битно важно, после тоа да употребуваат контрацепција. А која е разликата помеѓу апчето ден потоа и апчето за медикаментозен абортус? Па разликата е многу голема. Разликата е многу голема. Значи, левоноргестрелот и функционирањето негово во апчето за ден потоа е за да се спречи бременост. Овие апчиња за медикаментозен абортус функционираат на друг принцип. Значи, има два типа на апчиња. Едното е антипрогестеронско, значи кое што на некој начин ја прекинува бременоста, и другиот дел од апчињата се мизопростол, кој што служи да се добијат контракции и да се исфрли концептот фактички надвор од матката. Значи, сосема различно делување имаат едните од другите. Суштината е дека, како да кажам, добро е со тек на времето да жената има повеќе опции, пак тоа зависи од средината во која што живее, повеќе опции како да ја спречи бременост ако е несакана. Значи, несакана бременост може да е од повеќе аспекти. Вие може да сте многу млади, значи да не сте го реализирале својот потенцијал, затоа и контрацепцијата не се гледа само во светот веќе и преку организациите на Обединети нации и UNFPA, која што се занимава баш со тоа популационите политики, како и се населува светот, како се размножуваат луѓето, каков наталитет имаат. Порано, на пример,
сте требале да родите може десетина деца и прашање дали едно од две ќе преживеат низ детскиот период. Сега фактички ние се бориме за секое дете да преживее и стапките на неонатален морталитет се многу намалени. Да доеничкиот морталитет. Меѓутоа, во оваа ситуација па треба да се бориме да нивното остварување на овие деца што се раѓаат биде целосно. Значи да се едуцираат, да имаат здравствена едукација, да одат во школа, во училиште, да завршат факултет, да имаат своја работа, да имаат право на свој избор и изборот на семејство, значи на партнерот и на децата, да го прават сами, односно во согласно со партнерот. Ако сте вие многу млади и почнете со сексуални односи на 16, 17, 18 години и, пример, станете бремени, тоа вас ви го ремети целиот склоп на функционирање. Обично тоа е партнер со кој што не сте ни зрели да размислите дали е тој животен сопатник ваш. За детето што сте го направили исто прашање дали сте спремни и финансиски и како да кажам и социјално и интелектуално да се грижите за него. Значи тие се сите аспекти што би требало да се сочуваат за понатака. А науката докажала со употреба на методи за планирање на семејства, вие бирате и тие жени обично што употребуваат контрацепција, подоцна во животот имаат деца, некојаш дури и повеќе од оние што не сакајќи останале трудни, родиле дете на помлада возраст и после тоа не раѓаат више втора. Значи, овие си го треба планираат. да си психички подготвен за улогата на родителство. Апсолутно, и да се реализираш и како личност. Така. Контрацепцијата да се префрлиме не е само за младите. Значи контрацепцијата значи дека една жена ако сака да има деца, меѓутоа сака да има доволно растојание меѓу децата. Идеално растојание е после 2,5-3 години од едно до друго дете, да кажеме. Во тој случај таа ќе употребува контрацепција, ќе стави интраутерина влошка и ќе си ги нареди децата фактички на временски период на кој што сака да ги има. Пошто секое дете родено преблиску, на пример, негде процентот од 60% е за тој доенечки морталитет зголемен, доколку децата ви се на помалце од 2 години. И од аспект на грижата за нив, и од аспект на вашето здравје, да кажеме, и мајчиниот морталитет исто така. Значи жените што многу често раѓаат мултипари со многу деца, без ред, многу блиску децата едно до друго, се многу повеќе подложни на компликации и во бременоста, меѓутоа особено и во породувањето. Веќе кога споменавте возраста и абортусот или пак изборот да се стане родител, некои истражувања покажуваат дека во западноевропските земји абортусот е карактеристичен за помладите жени, додека пак на овие простори тоа е подеднакво присутно кај сите возрасти. Што говори вашето искуство? Ево тука ќе започнеме дека абортусот всушност не е контрацепција. Не, абортусот секако не е контрацепција. Значи абортусот е метода за да се прекине бременоста кога таа е несакана или има некакви си компликации кои што го загрозуваат животот на плодот, да кажеме, или на мајката. Има и такви состојби. Или не дај Боже да е последица од некакво си сексуално насилство. Значи, тоа е избор на жената. Ние како Македонија овде сме многу либерални по тоа прашање и тоа е одлично, затоа што е голема гестацијската возраст до која што може да има жената право на избор. Добри сме исто така затоа што и по однос на она што во светот, Светска здравствена организација тука е највисокиот параметар, да кажеме, по однос на стандардите за безбеден абортус, ги имаме сите средства што треба да ги имаме за да се обезбеди избор на жената за дали сака медикаментозен или хируршки абортус. При тоа во одредени случаи има и анестезија и така натака, што дури тоа не е на, да кажам, на различно ниво, меѓутоа сепак сите опции ги имаме тука. Она што ни недостасува, ако замислиме, имате една вага овде бројката на абортуси, овде е бројката на контрацептиви. Како ние ќе почнеме да го планираме семејството, ќе почнат младите, па и возрастните, повеќе да употребуваат контрацептиви, се помалце ќе има потреба од прекид на бременост, односно абортус. Ние се уште на оваа вага сме го изработиле нашиот дел здравствен и со законот за прекид на бременоста, и со лековите не се регистрирани, меѓутоа се наоѓаат и сега се, да кажам, достапни, да кажеме, на нашиот пазар и во нашата универзитетска клиника. И во тој дел сме го сработиле. Овој дел од здравствената едукација, значи од образование на младите, од образование на сите луѓе, од обезбедување, затоа што гледате сега тој трошок за контрацептивни средства за некого може да е мал, за некого може да е голем. Значи дали вие ќе даете секој месец 300 денари или 600 денари за орална контрацепција, не за секого значат исто тие средства.
кондомите, например, кај нас 3 кондоми се 120 денари, 2 евра се. Што е Ти кога привисока си цена, млад, особено кога за си млад, младите. тоа ти се Се средства одразува за во различни за буџетот, планирање. Така. И плюс поише секс имаш кога си млад, поише трошиш. Се чего. Значи, во секој случај, тука треба државата, значи Франција веќе имаш искочи со стратегија да им дели бесплатни кондоми. Значи вие треба да се условно речено пријавите дека сте сексуално активни кај вашиот гинеколог или кај својот лекар или кај центрите за млади, има веќе во светот и кај нас има центрите на Хера, сакам да знам. Значи тие кај што може да добиете бесплатна контрацепција и бесплатен здравствен совет. Тука треба ние да работиме. Ние одамна почнавме, негде од 2017, дури бевме близко до реализацијата да имаме едно средство на позитивна листа, или можеби да оставиме на избор на пациентките. Зашто? Затоа што во суштина кога ќе размислите, секоја превенција е подобра од лекување. Значи, една спирала, например, сега, од најдобрите типови, е негде околу 6000 денари, а има трајање, да кажеме, од 5 години. Таа е таа која што со во себе содржи хормони, баш тој истиот левоноргестрел. Значи, за 60 месеци, фактички, вие имате еднократно ставање на спирала, на интраутерина влошка, што 5 години ви овозможува да не останете непланирано бремена, а доколку сакате, може и после година, 2-3 да ја извадите и да си планирате бременост. Имплантите, например, се поприфатливи за помладата популација. Во Латинска Америка многу, например, се користат. Тие се негде околу 4000-5000 денари. Тие траат негде, се ставаат во надлактицата, траат негде 3 до 5 години, зависи од типот на имплантот. Исто така е многу ефтино, а не е поврзано во однос на секојдневна употреба, пиење, контрацептиви и сето тоа. Во тој аспект гледано, контрацепцијата како комбинирана орална контрацепција, како така наречени, значи, контрацептивни таблетки, е најможда скапиот момент, значи би требало државата да размисли за секоја категорија. Меѓутоа, одбирот пак на средството што ќе се употреби, ќе зависи од културолошки, од, како да кажам, интелектуални, од социјални, од секакви причини. Вие може ќе се договорите со партнерот да вас ви е најдобро, затоа што контрацепцијата има и неконтрацептивни придобивки, исто така ќе ги спомнеме после. Вие знаете дека така, например, ќе добивате менструација на секој 28 дена. Таа ќе биде неболна, не многу обилна, ќе ве штити од несакана бременост и делот младите, например, тоа и го предпочитаат. Ако добивате, например, со инекција или со имплант, може да се случи менструацијата некојаш и да ви отсаства, па да ја нема, па да ја има. Некојаш тоа, например, им е битно на жените затоа што си планираат, например, и одмор, и патувања, сега зависно кој како функционира, и работат многу и по многу сати, некојаш им е поедноставна оралната контрацепција. Така, ја споменавте односно хормонската контрацепција, но многу жени се плашат од хормонска контрацепција. И ендокринолозите се некако порезервирани кога станува збор за употреба на хормонска контрацепција, особено кај млади лица. Кои се ризиците од неа? Зошто постојат толку поделени ставови? Не знам, вие кажете ми. Зашто се плашат Може ендокринолозите? да направам една цела листа. Па еве, се зголемува ризикот за карцином во текот на годините. Може би ќе се појави ризикот појава на тромбоза. И ни за други. Значи, согласно препораките и за препишување на комбинираната орална контрацепција, значи тие се фактички таблети што содржат две компоненти континуирано во тек на целиот циклус, односно 21 ден, па 7 дена фактички некојаш ги нема таблетите, значи правите пауза, некојаш има таблетки кои што се плацебо, ги пиете, а тие всушност немаат во себе лек. И тука во тој период добивате менструација и после ги продолжувате другите, и тој е процес што се повторува. Сега, после 50 години употреба на таква комбинирана орална контрацепција и состојките, и количината на состојките што се внатре во комбинираните орални контрацептиви, фактички се толку мали да нус ефектите и контраиндикациите се минимални. Значи, нема потреба од кузна какви проверки, има јасни контраиндикации. Постоечки карцином, постоење на претходни состојби кај што Треба се прави семејната венска анамнеза да тромбоза. знаете? Да речеме, доколку е присутно во семејството некое такво онколошко заболување како што е карцином на дојка, дали таа жена безгрижно би ги земала би можело да се земе во предвид за да се доиследи пациентката. Меѓутоа има, пошто пазите, во 50 години
медицината има еден куп студии направено и во одредени од нив, например, постоеше, да кажам, као некој заклучок дека, например, допринесува повеќе да има, не знам, рак на дојка. После се установи со анализа на случаевите и со продолжување на студиите дека всушност овие жени се повеќе самосвесни, повеќе одат на прегледи и во порана фаза ги откриваат фактички. Всушност превентивни прегледи. Да, тоа е истото како она што го зборевме минатата недела за ХПВ вакцинацијата. Значи, вие кога им се обраќате фактички на таа било која популација и давајќи им нешто попатно и ги едуцирате, значи правите еден тип на здравствено воспитување, дека е потребно да се оди редовно на преглед, дека редовно треба да се прават контроли, тие навистина и го прават тоа. И се вие компарирајќи ги со овие кои што не одат, нешто за минимално бројките биле различни. Ама викам, после тоа во суп анализата на случаевите, фактички не постои никаква поврзаност. Она што највеќе се плашат, а и тоа е исто многу чудно, е тоа дека ќе се здебела, дека хормоните ќе им влијаат на фертилноста понатака, дека им се јават нема да влакна може да останат трудни. Па и влакна, не знам, толку влакната не ги спомнуваат скроз, затоа што дел од овие состојки што се внатре се обратно. Се, да кажеме, на некој начин терапија за акни и за влакна. Тоа значи ќе ги исчистат акните од лицето? Да, има и средства како што се некои од тие што се употребуваат со појако антиандрогено дејство се вика. Тие баш и се користат во овие случаи кај што имаат на пример поголеми проблеми со акните и со хирзутизмот. Исто така даваат редовни менструации, тие не се контрацептиви, али се многу блиски до контрацептивните средства. Во однос на тие предрасуди, да кажам, што постоеле, на почетоците можда и било така, сега фактички во најновите трудови вика дека до 1 килограм, и тоа е пред се задршка фактички на вода, која што може да се добие доколку потребувате редовно орална контрацепција. Значи нема воопшто големо покачување во телесната тежина. Има еден период на привикнување на таблетите, значи еден месец, два, какви нуспојави може да се јават во тој период? Има тежина, мачнина, потење, некое непријатно чувство, нешто така, нешто не име баш како што е обично, меѓутоа после првиот месец, вториот, веќе затоа што ги немате тие циклични промени што ги имате нормално физиолошки. А доколку не се повлечат после еден месец или два тие несакани ефекти, не може, во тој случај би требало да се сменет со други контрацептиви. Значи само ќе смените контрацептиви. Да, затоа што има и други состојки кои што може да се разликуваат и онда ако на едно средство има поголема реакција, ние што во првиот месец може да прекинеме, да препишеме друг тип на средство. Меѓутоа, суштината во тоа е дека, например, другата предрасуда дека они ќе останат стерилни, нема да имаат деца, пази, млада си, не пи, или мене најчесто поставуваното прашање ми е, а сега овие колку време треба да ги пием? Дали една година? Не, прашањето е дека тие може да се пијат со години без никакви штетни ефекти, баш напротив, тоа што вие го спомнавте пред, со позитивни ефекти. Значи, тие ги штедат јајниците, затоа што вие немате овулација, тогаш пулот на јајни клетки се штеди. Фактички, вие го штедите и ендометриумот, затоа што тој се изљуштува редовно, за разлика, например, од пациентки кои што немаме редовно одљуштување, тие се поподложни на атипии и на појава на ендометријален карцином. Значи, на некој начин, овие таблетки дури и штитат од карциномите, условно речено. Меѓутоа, на прашањето колку време може да се пијат, значи, тие може да се пијат колку сакате, додека не решите да фактички направите бебе, односно да почнете да си го планирате своето семејство, сосема безбедно, без никакви нус ефекти. Колкава е нивната ефикасност и што доколку се пресукне едно апче? Па, таму тоа више да може да влеземе и да не влеземе во деталите скроз, да кажеме. Ефикасноста им е многу голема. Значи, таа се определува врз база на жените што ќе останат трудни во тек на една година на редовна употреба или имаме вообичаена употреба. Која е разликата? Разликата е голема, затоа што во вообичаената употреба, например, кондомот може не сте го ставиле на почеток, но сте го ставиле покасно. Во апчињата може да сте рипнале едно-две апчиња, па после има процедура како се наставува. Дали ако едно апче ако рипнете, обично тоа не ја намалува многу потенцијалната заштита, меѓутоа може некогаш зависи кој ден и да ја поднамали, некогаш и поред пиењето на апчињата, еве ние во секојдневната пракса сме виделе дека ќе се створи фоликул, значи сепак има нешто во таа оска што функционира, значи не, меѓутоа заштитата е негде преку 99% да кажеме на годишно ниво со редовна употреба. Иначе има таму ако се прескок на 2-3 апчиња, после како се продолжува без паузи во другиот циклус, меѓутоа тоа е нешто што веќе би требало тој што го интересира
да се условно речено распраша. Јас тука имам две како да кажам, интернет опции за слушателите, за гледачите, за младите, за сите што сакаат. Значи едната е таа платформата што минатата година се конечно пласира во македонската јавност, тоа е Контрацепција МК. Тоа е платформа поставена од Институт за јавно здравје, од невладината организација ХЕРА и Македонската асоциација за гинеколози и обстетричари, учествува во проверка на детаљите. Таму за секој контрацептивен метод имате баш ова што се, како кога се употребува, што се најчести нос ефекти, така натака, во една кратка форма, меѓутоа имате можност и да поставите анонимно прашање и да добиете одговор на таа тема. Лица, така. Да, меѓутоа и на страната на МАГО, на Сдруженијето, тоа е agom.org.mk, имате превод на македонски и на албански од 4 главни книги што се издадени од Светска здравствена организација Обединети нации, кај што детално имате и со слики, и со кратки, едноставни објаснувања, да видите што всушност може да бидат можда потенцијалните нус ефекти, кои се проблеми при употребата, како би било, што би било, и да се направи врз на тоа собствен избор што би се користело. И третото што е можда најбитно од се, е да всушност се јавите кај вашиот гинеколог. Ние тука некојаш имавме малце дилеми, нашите поготово повозрасни гинеколози, малку има и они некој такав скептичен, негативен став према употребата на контрацепцијата. Оралната контрацепција не секогаш ја препорачуваат. Особено на млади. Тоа како да ви кажам, тоа е да си скептик за нешто што е ново, што е неиспитано, што не знаете како ќе делува воно, тоа е една работа. За некоја метода што постои 50 години и имате преку стотици милиони жени што употребувале хормонална комбинирана контрацепција со години, значи тоа е најчестиот тип на контрацепција во Европа, ви реков. Например, во Америка многу се користат интраутерините влошки и имплантите во двете Америки, во Северна Европа. За тоа. Меѓутоа, за нешто што толку имате докази дека нема фактички штетност, а дека ви овозможува, пошто пак ќе речам, суштината на контрацепцијата да ви овозможи како семејство, како пар, како жена, да ги реализирате своите целосни потенцијали. Да станете вие мајка, меѓутоа тогаш кога ќе сакате вие. Ќе ги поканиме и гледачите, професора, се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна. Добре дојдени се вашите јавувања, размислувања, ставови, па и искуства на оваа тема. Кога говориме за спиралите, за интраутерините влошки, има бакарна, со хормони, без хормони, ги има навистина различни. Што вие на пазарот во Македонија, вака ќе ви кажем, има бакарна, има сребрена, има златна и има хормонска. Значи, едниве се првите се нехормонски. И ја бев изненадена во на свет. Ние порано имавме бакарна и само бакарната учебме, се имаме и сребрена и златна. Фактички сите тие на сличниот принцип делуваат и ја менуваат, да кажеме, способноста и за фертилизација на јајната клетка и на сперматозидот, меѓутоа ја менуваат и имплантацијата, фактички ендометриумот во однос на неговото функционирање и имплантација на ембрионот, да кажеме, внатре. Така да, дејството им е многу слично, со тоа што во поновите времиња, тоа више не е ни толку ново, тоа е пред можда 20 на години, се појавија хормонските, фактички, интраутерини влошки, кои што и на хормонски начин, со тоа истите состојка што има во апчета за ден пота, делуваат всушност и на локално, и на слуста, и на ендометриумот, да се на некој начин спречи имплантацијата, односно да не настане бременост. Кај кои жени се препорачуваат спиралите? Дали жена што не родила може да се гради спирала? Генерално ние ги препорачуваме, генерално кај жени што родиле, од аспект на тоа дека сепак матката прошла низ еден процес, поедноставно е да се пласира интраутерината влошка. Во некои од државите тие се препорачуваат многу повеќе кај девојчиња што немаат родено, дури има и така наречена мини спирала, која што по своите димензии е нешто помала и релативно лесно и едноставно се аплицира и кај тие жени што не родиле. Меѓутоа нема препрека да се аплицира нити кај тие што се нули пари, значи што не родиле, и кај тие што имаат родено 1, 2, 3 и неколку деца. Изборот за спиралата е многу добар, ја пак е вака да направиме една компарација. Значи, едно е контрацепција, друго е заштита од сексуално преносливи инфекции. Значи, тоа се двете страни на истата паречка, да кажеме. Значи, овие контрацептивни средства не ве штитат од сексуално преносливи инфекции.
секогаш треба да има така наречен двоен метод да употребувате кондом кога имате сексуални односи. Меѓутоа, каде е суштината? Суштината лежи во тоа дека вие ако сте со некого партнер, така функционира барем Западот во голем дел, ако сте со некого партнер, ако сте моногамни, значи не сте промискуитетни све, они одат се тестираат за сексуално преносливи болести, ги прават сите тестови, тие се негативни, значи откога се они заедно во врска, и после употребуваат само контрацепција. Доколку сте промискуитетни, доколку често ги менувате партнерите сето тоа, контрацепцијата ја пиете за да ве заштити од несакана бременост, меѓутоа употребувате и кондом за да се заштитите од сексуално преносливи инфекции. Кај интраутерината влошка, зошто и повеќе се дава кај тие што имаат деца или да кажеме што веќе имаат оформено семејство, затоа што они после тоа без да размислуваат, се со истиот партнер, се семејство, живеат заедно, може да се заштитат од несакана бременост, без да водат сметка дали денес се напив апчето, го испив, не го испив ово, него се со, да кажем, проверени, бидејќи пред да се стави спиралата, треба да се земат брисеви за сексуално преносливи инфекции, доколку нема ништо, ја ставите спиралата, таа е многу безбедна и многу лесна, да кажеме, за користење. Порано, дури јас тоа викам 5 години, сега по новите анализи и до 7 години може хормонската спирала да се користи без никаков проблем. И е ефтина, пак ја речем, и е најефтина од сите варијанти. Споменавте дека може се користи како итна контрацепција. Што значи колку време по незаштитениот одма во тие првите 5 дена. Во првите 5 дена е сите овие средства условно речено имаат најголем ефект. Како проаѓа првиот, вториот, третиот ден, значи малце опаѓа успехот, меѓутоа сепак е над 90%. Може да создаде некакви несакани дејства, односно телото да се обиде да ја изфрли, бидејќи сепак се работи за туѓо тело. Многу ретко. Има анегдотални случаи. И да создаве чести инфекции. Некои се жала дека габични инфекции добиле од како ја вградиле спиралата. Габичната инфекција не е сексуално пренослива инфекција и генерално не би требало да има никаква врска со спиралата. Значи, интраутерината влошка има еден дел, да кажеме, кој што стои према роговите на матката, еден надол и има едно конче кој што служи фактички за вадење на спиралата подоцна, на кој ќе се стави, тоа се пресекува и служи после за вадење. Не би требало никако да влие нити на габични, нити на било какви други инфекции. Да, до некаде може таа да влие да има пренос на инфекциите полесен, меѓутоа тоа пак е речеме ако вие дозволите да дојде влесот сексуално пренослива инфекција од некаде. Ајде да проговориме и за експерименталните контрацептивни хормонски средства наменети за мажите. Сметате ли дека во блиски иднина би можело да има нешто тако, бидејќи на пазарот постојано се изфрла тоа нешто? Тоа се најавува, сега ви кажам точно. Јас уште бев во Женева 1999 година, од тогаш се збори, сега само што не почнало, сега само што ќе почне да се употребува ова на све, тоа некако изгледа потешко оди и у најава сега пак има уште меѓутоа 20 и кусур години се поминати, се уште немаме такво сигурно контрацептивно средство кое што би го примале мажите. За мажите постоеше трендот, да кажеме, на запад и уште постои кај нас за жал многу малце, да не речем скоро не постои, за машка стерилизација. Вазектомија? Да, за вазектомија, затоа што тоа е релативно едноставен начин, не допира до машкоста никако, а вие на тој начин се свесни дека веќе понатака не може од вас некој да остане бремен. Значи тоа е, пак ја речем, не е 100% сигурна метода, пошто и женската стерилизација исто така, например, значи подврзување на јаја водите, на тубите, уствари не е 100% сигурна. Ние имаме во праксата на гинекологија случаи кај што ние сме подврзале тубите, меѓутоа сепак тоа не е довело. Докторе, само микрофонот. Ако може го наместите, бидејќи ви испадна, ете го. Можеме убаво да се слушнеме. Значи, зборуваме за вазектомија кај мажите. Там сигурна метода 100%. И едната и другата се 99,9%. Не постои 100% сигурна метода. Секогаш постои 0,1% кој што може шанса да се случи да повторно, да кажеме, се воспостави таа, да се вика реканализација, фактички на каналите и кај мажите и кај жените да се оствари некоја бременост. Така, значи кај нив се препорачува редовно користење презервативи? Или зависно како веќе се договориле со партнерката? Иде за кај помладите да продискутираме. Оние кои што менуваат партнери, кои што Помладите генерално именуваат партнери и се би требало барем во почетокот на една врска, пред да се истестираат двојцата, да употребуваат кондоми.
Тоа би било најадекватна заштита и од сексуално преносливи инфекции, меѓутоа и од бременост. А зависи ли каков кондом ќе употребат? Во која смисла тоа го мислите? Големина, не знам, квалитетот. Дали поскапите кондоми се поквалитетни од поевтините, например? Тоа зависи што им прија на нив. Каков кондом. Има кондоми порано и сега има уште некои што се со премачкување, со антикаоспермицидно дејство. Она генерално Но кондомите дали тие штитат... ја намалуваат заштитата? Бидејќи Не, имаат тие може да лубрикант зголе, на нив? не може да зголемат ако имаат антиспермицидно средство, меѓутоа генерално тоа не играло. Генерално контрацептивната, да кажем, мок на кондомот е негде од 90 и нешто до 80 и нешто %. Значи, сепак имате едно 20 од 100 жени што потребуваат кондоми со таа вообичаена употреба, значи кога ќе го стават, како ќе го стават, дали ќе дојде до излевање, дали да тоа пред ејакулацијата спермата нешто ќе излезе, ќе дојде во контакт, до 90 и да кажеме 5%, значи до 5 жени. Значи не е многу високо ефективно, сепак постои шанса да од 100 жени 5 до 20 жени останат бремени. Значи тој не би требало да биде единственото средство за контрацепција. Тоа е повеќе како средство за заштита од сексуално преносливи инфекции, меѓутоа на некој начин има сепак и контрацептивна улога. Што е со спермицидите? Дали ги има кај нас, дали се користат? Спермициди веќе многу помалку се има и они имаат уште помала мок на заштита, така да се помалку се користат. Порано комбинацијата, на пример, што се употребува доста често, била диафрагма со спермицид, што као ја подига веќе ни диафрагми ни спермициди веќе на... Па видете, кога постојат помодерни, повисоко ефикасни средства, тие кога ќе споредите 80% да имате шанса у една година да останете бремени и да не останете бремени и 99% да не останете бремени, логично е дека би сакале да употребите поефективната метода. Кај нас споменавте дека ги нема оние импланти. Може да оние што сакат да ги стават во странство, две работи нема. Да наместат. Тоа не знам. Како изгледа тој процес, да? Тој процес е едноставен. Кај нас две работи нема, фактички 3 и инекционата контрацепција, нешто во последно време нема. Имплантите, значи како долготрајно средство за контрацепција, нема контрацептивни таблетки кои што имаат само прогестерон, значи без естрогенската компонента, и баш таму ако постои, например, некоја контраиндикација заради естрогенот, заради коагулацијата на крвта, постојат и само прогестерон онли се викаат тие таблетки. Тие не постојат во Македонија, тие например се исто добри и за овие жени што се породени. Например, тие може, значи со доењето да имаат заштита, може да стават интраутерина влошка за да не останат бремени, или фактички може да ги пијат овие прогестеронските. Комбинираните кај нив може да се користат, меѓутоа влијаат малку на количината и на квалитетот на млекото што се лачи после тоа за доењето и затоа не се од линија на прв избор поставени. Меѓутоа, сепак овие, како да кажам, методи би требало да најде некако државата начин да се регистрираат и да се користат и кај нас. Што говори вашето искуство? Зашто има најголем интерес кај нас? Па, нашето искуство. Значи, едно е лично до пациентите што доаѓаат тука, друго се истражувањата што се прават на терен. Значи, тие има такви со различни прашања и истражувања кои што се во рурални, урбани средини на различни возрасти на сето тоа. Каде се користи, каде не се користи? За жал преваленцата кај нас на модерните контрацептиви, овие што ги збориме, многу мала. Негде у последните тие анализи беше околу 11%, кога ќе ги додадеме и овие традиционалните, па се покачува до некаде 30-40%. Меѓутоа тоа е многу ниско ниво, затоа што на светско ниво некаде веќе се околу 65%, со тоа што високо развиените земји има до 75%. Тоа значи дека од 100 жени, да кажеме, 75% од жените се свесни, знаат за контрацепција и употребуваат контрацепција. А пазете, во тие високо развиени земји исто така имате огромен број на семејства што имаат и 3, 4, 5 и 6 деца. Значи тоа е тој момент кога сакате вие да создадете семејство, да го создадете како што сакате. Планирање на семејството. Без да фактички си влијаете на својот, пак ќе речам, човечки, животен, социјален, било каков потенцијал кој го носите во себе. Така, еве пораката од денешната емисија да се размисли за современата контрацепција, таа е безбедна и може само да се има придобивки од неа.
Да, и секогаш подобро да се употребува контрацепција него да се оди после на прекид на бременост. Да. И еве уште еден апел, можеби презервативите треба да се намали цената на презервативите, бидејќи младите факт е дека најчесто употребуваат презервативи, да. Споменавте дека 3 презерватива се околу 120 денари. Да. Тоа е навистина многу. Да. Не, значи они вака би требало фактички да државата смисли стратегија во која група, тоа може доколку се изанализираат податоците и за несакана бременост и за абортусите што постојат. Ние одамна например зборевме, секоја жена која што ќе од X причини дојде на прекин на бременоста, да и се понуди и да и се обезбеди бесплатна контрацепција барем за 1 година. Значи, дали ќе бидат тоа кондоми, интраутерина влошка, орална контрацепција. Значи, тука државата да помогне овие жени да не доаѓаат повторно. Пошто многу често, и тоа сме го збореле и со тебе претходно, истата категорија жени повторно се навреке затоа што или не може во една посета на гинеколог да ги добие сите информации, или не и се достапни. Кај нас суштината во давањето на контрацепција е вие да добиете права информација од човек кој што е за вас авторитет или било кој што не мора да е тоа лекарот, може да е некој што е обучен во таа насока. Да го добиете контрацептивното средство и да знаете каде да се обратите за сите други потпрашања. Тоа е многу битно, тоа да се обезбеди. Али вториот момент да го добиете контрацептивното средство, не да ви каже некој сега оди купи си го, него фактички да го добиете веднаш кај него. И државата ќе има евиденција колку има контрацептивни средства и тоа што рековме, бројката на дадени контрацептивни средства автоматски ја намалува бројката на абортуси. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Се надевам дека на ваков начин ќе се поткрене свесноста за контрацепцијата и полезноста од неа. Ви благодарам и ја вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.